Почитувани инспектори за животна средина. Луѓето се слика на општеството, а во нашето општество законите не функционираат. Бараме од вас најпрвен да ги лоцирате, а потоа и да ги објавите загадувачите на воздухот. На тој начин за секој прекршител ќе мора да следува соодветна казна и да бидат превземени мерки за конечно да се стави крај на оваа смртоносна ситуација. Во овој прекрасен град, во оваа прекрасна и по многу квалитети богата општина, каде што секој со секого се знае, навистина жално што мора да излеземе вака јавно и да го искажеме нашето незадоволство кон вашата неактивност. Не истапивте со ниту еден конкретен чекор да го спречите загадувањето и искрено од срце се надеваме дека сега со нашите предлог барања ќе ви помогнеме да се насочите и да почнете да действувате. Не се бориме за повисока позиција или профит. Не сме дел од ниедна партија, владина или невладина организација. На прво место ги ставаме оранжериите, кои што горат се и се што пластик и гуми, домашен, но и увозен, честопати токсичен и небезбеден отпад за загревање на своите садници и фолии. Понатаму е депонијата во Добрашинци, за која и покрај оскудното видео кое беше пуштено деновиве, не успеавте да не убедите дека не гори речиси постојано. Илјадници стари автомобили на територијата на општина Струмица, за кои искрено не знаеме како поминуваат на технички преглед, знаејќи какви горива согоруваат и какви гасови испуштаат. Илјадници нови автомобили во слична ситуација, поминуваат техничка контрола, не ги исполнуваат условите кои што се задолжителни. Тука нашето прашање е како и зошто? Кој треба и зошто никој не го контролира сето ова? Дозволите за сеча на шума. Како може вакви дозволи да бидат издавани на физички лица и фирми без никаква контрола и стандарди? Па за неверојатно краток период на овој начин ги соголевме ридовите над градот нашите бели дробови. Без шуми и без контрола на нивното сечење не можеме да имаме чист воздух колку и да се бориме за тоа. Ние овде како неформална граѓанска иницијатива, награѓани и струени од смогот кој секојдневно го дишеме, од вас бараме надлежните инспектори да ја спечелат платата која добиваат од нас граѓаните и да бидат во служба на народот. Редовни контроли на сите спомнати загадувачи и индустријски капацитети. Контрола на отпадот кој фино спакуван ни го носат за горење во Струмица и околината. Контрола на суровините кои се горат низ оранжериите. Санкционирање на сите прекршители без исклучок. Ако веќе се стремиме кон Европа, да почнеме да се однесуваме како да сме европски град. Секој макар и најмало парче почва по нашите улици и булевари која нуди таква можност да биде раззеленето, да се посветиме на садење дрва, обновување на постоечките дрвореди, сезонски акции за пошумување и ставање на одржувањето на зелените површини во градот малку повисоко на листата на ваши приоритети. Контрола на сообраќајот во услови на енормна загаденост како што беа првите 3 недели на месец декември, воведување на пари не пар возење. Понатаму бараме субвенции за инвертер клими. По што се разликува нашата Струмица од Кичево, Скопје, Битола и Тетово? На таква висока и континуирана загаденост на воздухот, бараме Струмица најитно да биде ставена на листата на градови кои ќе бидат субвенционирани од државата. Така директно и ние граѓаните ќе можеме да придонесеме кон намалување на загадувањето. И последно и најважно, ние ви стоиме на располагање и инсистираме на лична средба, за да ни кажете кои конкретни мерки ќе бидат превземени и како вие ќе пристапите кон решавање на оваа ситуација, што е можно поскоро. Едноставно не прифаќаме